Председателе Гаши, ви благодарам многу за ова прво интервју за Медиумската информативна агенција, откако сте на оваа функција. Поминаа повеќе месеци, како сте председател на Собранието. Како ја доживувате оваа своја нова улога, како да кажам, во овие изминати месеци, во споредба со претходната ваша активност како дел од парламентот и дел од политичкиот живот во земјата? Благодарам за можноста да им се обратам на вашите гледачи и вашиот аудиториум, секако и на сите граѓани во државата. Што се однесува до функцијата председател, несомнено дека е една од најодговорните, најтешките за водење и најпочитуваните секако во исто време. За овие 3-4 месеци се обидуваме да направиме се, да ги поставиме работите на нормални текови, градиме развојна стратегија, како го гледаме собранието. Главна цел е после 4 години ова собрание да перформира многу поквалитетно, многу потранспарентно, подигитализирано, поблиска до граѓаните, поотворена за дебати и така натаму, но тоа ќе биде времето ќе покаже колку ќе стигнеме. Секако дека секој почеток е тежок и мојот почеток како председател на собранието не беше лесен, но мислам дека како минува времето се приспособуваме на околностите, креираме нови релации, комуникација, диалог. Тоа е единствениот начин како може да ги решаваме проблемите не само во собранието, туку секаде во општеството и во нашиот секојдневен живот. Како ја оценувате досегашната работа на парламентот? И ги споменавте односите што ги градите со претедничките групи во собранието. Како ја оценувате досегашната работа и како се одвива таа соработка со координаторите на претедничките групи и со претениците во изминатиот период? Па можам да искажам благодарност до сите пратенички групи и координатори, дека досега навистина нашата комуникација и релација е коректна и им благодарам на сите за таа можност, за тоа што тоа е двонасочна улица. Да, е битна мојата волја и мојот пристап, но секако и повратната информација или како они приоѓаат кон мене и кон институцијата е битен. Досега во функција на добро функционирање на собранието, мислам дека наоѓаме добар јазик, договараме, разговараме, комуницираме. Нормално е дека имаме различни мислења понекогаш, но битно е дека во делот на координацијата на собранието, тој дел се одвива во, мислам дека во задоволителен или би рекол во најдобар може начин. Чувствувате ли одреден притисок од страна на опозицијските партии во парламентот, од страна на дуи кои што се, да речам, директни политички противници на коалицијата од која што доаѓате и секако левица која што своевремено ви поднесе и барање за интерпелација? Чувствувате ли одреден притисок или излегуваат ли тие од рамките на тие компромисни договори што ги правите на седниците за координација, бидејќи на пленарните седници и на комисиите може да се забележи дека тие отстапуваат со нивните ставови, секако тие се опозиција и имаат право на тоа. Што се однесува до организацијскиот дел, тука разговараме и наоѓаме заеднички јазик околу тоа како треба, не секогаш, но нормално отворени сме за соработка. Во делот на политичката интерпретација и артикулација на ставови, во овој дел јас не навлегувам воопшто ниту на еден политички субјект, се обидувам максимално да се абстрахирам од мојата партиска и политичка припадност. Работата на председател на собрание се обидувам да ја извршувам многу честно, по устав, закон и деловник и непристрасно. Сакам да бидам, навистина да гледаат во мене човек кој е еднаков кон сите. И мислам дека таков треба да биде председател на собрание.
До сега мислам дека ми успева тоа и мислам дека кога не навлегувате во нивната артикулација на политички ставови, тоа е нивно. Значи, јавноста, новинарите, граѓаните ќе судат по тоа каков они политички став има. Јас не сакам да навлезам, без разлика дали лично мене не напаѓаат. Јас тоа го сваќам како дел од политичката реторика. Мене ми е битно да останам покрај се непристрасен и објективен, отворен кон сите. Со почетокот на новиот парламентарен состав започна и примената на новиот деловник на Собранието, кој што беше резултат на едни долготрајни разговори во рамки на Жан Моне процесот. Но и покрај тоа што се тврдеше дека со овој деловник ќе се надминат одредени проблеми во рамките на практицирањето, како да кажем, на собраниските процеси и процедури, по одржувањето на повеќе комисии и седници, се добива впечаток дека сепак има некои дупки, да се изразам така, во овој деловник. Првично, најочигледен пример е примерот со Законот за бранители. Комисијата за социјална политика трет пат вчера се обиде да одржи седница, но не успеа на инсистирање на пратениците на СДСМ да биде ставена точката на дневен ред, иако, како што тврди председателката на оваа комисија, деловнички можности за тоа нема. Законот помина во скратена поставка, помина роковите од 24 часа, потоа 6 часа и 3 дена за разговор. Овој закон не може да се стави никако. Сега веќе според објаснувањата и толкувањата на дневен ред на оваа комисија. Ве повикуваа вас да назначите човек, односно да именувате пратеник кој што би ја водел седницата по оваа точка, но и за тоа нема можности во деловникот. Законот за бранители го посочувам не како политичко прашање, туку го посочувам точно како еден од моментите кој што укажува на тоа дека има пропусти во овој деловник. Да не набројувам и да не кажувам, да немам веќе и онака ми е долго ова објаснување. Кажете ми какви се вашите сознанија, бидејќи вие го применувате директно овој деловник, и дали во иднина може да очекуваме некакви разговори меѓу политичките партии во парламентот во однос на некакви измени или до прецизирање на овој деловник? Па секако, значи не треба да имаме илузија дека некогаш негде би можело да постои некој идеален документ. Ниту нашиот деловник, иако е менуван консенсуално, е работен неколку години низ процес на Жан Моне, тој ќе има веќе недостатоци, се покажуваат. Тоа е веќе повеќе работа на политичка интерпретација правна и така натаму, кои политичките партии секогаш ќе го користат заради артикулација на нивните политички ставови. Што мислам дека за да биде еден документ што подобар, поквалитетен, да тежне кон тоа идеалното, а нормално дека нема да го достигнеме тоа, се потребни две компоненти. Првата е да има консенсуалност и долготрајна работа, и вториот дел е да бидат исконсултирани не само политичките партии, туку и службите во собранието и тие кои го применувале деловникот. Низ процесот на Жан Моне присуствуваше и беше испочитувана првата компонента. Значи процесот беше консензуален, заедно со европратеници и сите политички партии, долго време дискутирано, но не беа земени предвид забелешките на службите на собранието. И затоа мислам дека веќе веднаш на почетокот наидуваме на некои различни интерпретации. Прво, јас мислам дека во неколку делови деловникот е подобрен, ќе имаме подобар перформанс во неколку делови од порано, но нормално дека секогаш ќе има мали работи кои
поинаку ќе бидат интерпретирани. Јас би настојувал во иднина, кога ќе се отвори прашањето за промена на деловник, да биде и консензуален и да бидат консултирани и службите, и тие кои го применувале, и експертската јавност. Значи, само така можеме да дојдеме до... И тука постои уште еден трет елемент кој е дополнителен, а тоа е, како да ви кажам, институционална меморија и традиција. За жал, досега тоа е оставено на одредени политички функционери, во суштина председатели на собрание, кои своеволно или арбитрарно го има толкувано деловникот во одредени делови. Додека ние во собранието, не за џабе, сме формирале и сме предвиделе комисија за деловнички и имунитетни прашања. И таа комисија никогаш не заседавала. Или многу ретко. Јас веќе веднаш на почетокот, после овие работи кои веќе ги спомнавте, со кои наидовме ние на различни интерпретации и колизија на членови во самиот деловник, испративме писмо на 2 октомври до Комисијата за деловнички прашања да заседаваат и да ги увидат или детектираат точките кои или колизијата помеѓу членови кои досега сме наишле во практикувањето или во имплементација на деловникот. Но таа комисија не заседаваше, колку што јас можам да се сетам. Па, сега мислам дека ќе треба да се заседава кога и да е. Они ќе свикат седница, ќе разговарат околу тие прашања и како ќе се носат тие заклучоци, тоа ќе остануваат во како наследство во иднина кога ќе се отвара деловникот да се превземе заклучок, мислење на институција, на собранието, а не на име, презиме одредено, па било тоа да е председател на собрание. Значи, мене ми е многу битно да не се персонализира функцијата председател на собрание. Ниту еден човек не е идеален, затоа мислам дека треба да градиме институционален пристап кон функцијата председател на собрание. Јас тоа се обидувам да го правам од почетокот и затоа ќе настојувам до крајот на мојот мандат. Не ли сметате дека вие како председател на собранието треба да инициирате подобрување на овој документ кога веќе сте забележале и сте добиле сугерирање од службите дека има недостатоци? Не, навистина нема смисла после 7 години дебата изжанмале процесот во првите 3-4 месеци вие да речете ова не чини. Јас мислам дека треба... Не, ние не велиме дека не чини, но сепак постојат сугерирања дека има недостатоци. Нормално секогаш ќе има. Не можеме да тежнееме кон тоа дека ќе имаме идеален дело. Никако, никогаш. Правните норми не можат да предвидат секоја политичка ситуација или контекст. Ние се обидуваме, например, кога ни се случува нешто, како што беше одолговлекувањето на конститутивната седница по стариот деловник, па го сменивме во новиот деловник, затоа што сме наишле на таква ситуација. Но не можете никогаш да предвидите следен политички контекст. И затоа деловникот повеќе се прави од каква традиција или какво искуство сте имале во минатото, па ги предвидувате во однос на тоа, рефлектирате некоја иднина со која ќе можете да ги премостите тие препреки, но, знаете, во политиката е многу динамична работа, не знаете, како да кажам, за среќа или за жал, многу сме инвентивни ние како граѓани во Балканите и во нашата држава, да пронаоѓаме такви ситници со кои знаеме да правиме проблеми. Значи, мајстори сме во искомпликување на работите. Добро, да продолжиме натаму со работата на собранието. Ноември и декември се многу месеци со многу активности во собранието, особено важни, бидејќи тогаш се носи и се планира буџетот на државата за следната година, кога ќе почне со работа комисијата за финансирање во однос на буџетот и каква е временската рамка за негово донесување?
Предлогот буџетот за 2025 година е донесен на 5 ноември. Неколку дена ќе остане во собрание за разгледување. Комисиската расправа ќе почне на 14 ноември и трае до 30 ноември. Значи, по новиот деловник веќе е утврден 30 ноември, крајот на ноември како последен датум кога треба да заврши комисиската расправа. Потоа се носи предлогот до влада, очекуваме владата да го дополни предлогот и на втората недела на месец декември треба да биде свикана пленарна седница која трае 5 дена и се надеваме дека во рамки на тие 4-5 дена ќе биде донесен буџетот за 2025 година. Што друго да речам, има на дневен ред на седниците закажани до крајот на годината, што би било од особена важност за граѓаните и може ли да очекуваме уште нешто ново? Има ли некоја најава за некој нов закон од собрание? Некакви нови мерки во однос на економската состојба и така натаму? Тоа е политичкиот дел во однос на работата на владата, министерствата, но и пратениците. Нормално секој кој има право да предложи закон. По тоа што го имаме прегледот на законите, повеќето закони, сите се предлози поднесени од владата и веќе ние имаме свикано 2 седници. Првата е на 12 ноември, втората е на 21 ноември и третата е нормално пратенички прашања 28 ноември. Значи најмалку 3 седници ќе имаме овој месец и секако вклучувајќи тука и амандманската, комисиската расправа за буџетот. Ги спомнавте пратеничките прашања. Новината која што треба да започне од сега е опозицијски пратенички прашања до владата на секоја втора седница, но овој пат ми се чини дека ќе биде тоа одложено на следната седница. Ќе може ли да објасните за што станува збор, како ќе се одвива целиот тој процес? Да. Прво, ова е нов институт и се надеваме дека ќе даде нова политичка динамика во однос на одговорноста на владата кон пратениците и граѓаните, опозицијски прашања. Прво да ве коригирам дека не се случува одложување, туку по деловник во текот на месецот, кога ќе има седница, на таа седница, кога и да се случува, треба да има 2 часа пратенички прашања кои ги поставува само опозицијата. Значи не учествува како во редовните и власта во сооднос 2:1. Во овој дел 2 часа пратениците од опозиција ги прашуваат министрите со тоа што не е обврзана да дојде целата влада, туку откако ќе се свика седницата, после 5-тиот ден од свиканоста, они треба да поднесат листа на пратеници кои ќе поставуваат прашање и на кому ќе му постават прашање, за да ги повикаме само тие министри кои имаат прашање. Така да првите 2 часа, ако секогаш во текот на месецот кога ќе имаме седница, ќе им бидат обезбедени за пратенички прашања на опозицијските партии. Ако се случи да немаме предвидено седница, тогаш ќе биде свикана седница посебно само за тие 2 часа пратенички прашања опозицијски. Да се навратам на буџетот за 2025 година, колкав ќе биде буџетот за следната година за собранието, дали сте задоволен од овој буџет? И вториот дел од прашањето се однесува на кадровските прашања. Според одредени информации, делот лица вработени во собранието во изминатиот период си заминале и недостасуваат кадри. Како ќе го решите овој проблем? Дали ќе се вработуваат дополнителни луѓе? Зборувам за службите. Добро. Да. Прво да почнеме со буџетот. Да. Со буџетот оваа година ќе биде 986 милиони денари, значи околу 1 милиарда. Тоа е, како да кажам, повеќе тековен буџет со кој
се покриваат сите трошоци на собранието за вработените кои се 313 и 120 пратеници. Нормално е и тоа што е предвидено во делот на капиталните инвестиции. Ние следната година имаме предвидено да се обновиме во делот на лаптопи, хардвер, софтвер, затоа што една од нашите главни цели ќе биде дигитализација на собранието и ќе треба да се спремиме и ние како служба и пратениците за да пристапиме кон тој нов наш предизвик, што мислам дека треба да го фатиме чекорот со времето да бидеме. Веќе гледате во светот се работи со вештачка интелигенција, ние премногу заостануваме во тој дел. Што би фатила таа дигитализација? Собранието има веќе нова веб страна. Се гледава во одредени моменти дека има одредени проблеми, особено што недостасува дел од архивата. Ja. Собранието, но што би дигитализирале, што би опфатило тоа? Ние сакаме прво да направиме скрининг и компаративна анализа околу тоа собранијата или парламентите на поразвиените држави кои имаат понапредна дигитализација, да направиме споредна анализа да видиме каде сме ние во однос на нив, кои процеси кај нив биле успешни и што би било добро да се имплементира за кај нас. Откако ќе ги одредиме, веќе имаме работна група околу тоа во кои се вклучени и експерти и ќе настојуваме да биде полесно, прво не само за пратениците, најмногу ќе биде важно да ги доближиме граѓаните до собранието, да имат и граѓаните и новинарите да имаат поголема пристапност до сите информации кои се случуваат во собранието. Значи, дигитализацијата е добра затоа што во себе содржи двете компоненти. Во суштина целта е поголема транспарентност, ама и полесен пристап до таа транспарентност. И мислам дека е една од главните цели наши, главниот патокас низ кој ќе одиме за овие 4 години ќе биде токму тој процес. Во однос на кадровските прашања? Во однос на кадровските прашања, мислам дека има една погрешна перцепција околу тоа дека премногу имаме недостаток на кадар или дека заминале. Се работи само за 15 работни места, од кои 6 луѓе се службеници заминале во пензија. Двајца, тројца по превземање, дали го прекинале работниот однос, но тоа е незначително. Но е јасно дека ние за овие месеци, значи претходниот месец, заедно со генералниот секретар, направивме, како да кажам, посета на сите сектори одделно и ние отидовме кај нив да видиме кои се потребите на секој сектор во однос на службата во собранието, затоа што јас мислам дека службата на собранието е една од најдобрите и најквалитетните во државата, но секако треба да помогнеме таа уште повеќе да се усоврши. Најголемиот проблем со кој се наидовме и го увидовме беше тоа дека им недостасуваат луѓе во одредени сектори. Со тоа веќе се предвидени 50 нови работни места, со новиот буџет тие работни места се предвидени и се надеваме дека така ќе ја заокружиме таа потреба од службеници во нашето собрание. Имате ли стратегија како ќе го прекинете носењето на најголемиот дел од законите по скратена постапка? Тоа е едно од прашањата кое што се провлекува со години во извештаите на Европската комисија. Значи, го заборавивме, веќе е ставено ад акта прашањето за злоупотреба на европското знаменце, но многу често, најчесто законите што доаѓаат во собранието и што се предлагаат во собранието се по скратена постапка. Имате ли стратегија како тоа да се прекине? Ќе се бориме. Секој ден. Имаме стратегија, нормално работиме. Прво треба да знаат јавноста и граѓаните дека собранието не утврдува постапката
како ќе оди еден закон. Но вие како председател на собрание ја имате можноста да укажете дека одредени закони можат да се носат во редовна постапка. Значи тоа е забелешка која што се повторува низа години во извештаите на Европската комисија. Да го кажам. И вториот момент кој што се извинува, вториот момент кој што е особено важен е кога се носат толку многу закони по скратена постапка, граѓаните не можат да стасаат и немаат увид што се е донесено. Особено станува збор за бизнисите, за луѓето кои што се занимаваат со економија. Потполно се сложувам. Тоа е нашиот најголем недостаток. Прво, во делот на извештајот на Европската комисија продолжува препораката да имаме помалку скратени постапки, а вториот дел што беше исто така секогаш дел од препораките на извештајот, дека се злоупотребува европското знаме, тоа веќе не постои. Значи, овој собраниски состав нема ниту една злоупотреба на европско знаме. Тоа го заокруживме и мислам дека на тоа нема да се навраќаме веќе. Сега ние фокусот до скратените постапки. Прво сакав да објаснам до граѓаните повеќе дека собранието не може да го утврди предлогот на закон и која постапка предлагачот ја предлага. Значи, дали владата, министри, пратеници, тој што го предлага законот, тој ја опишува и бара да се претресе или да се спроведе постапката по скратена или редовна постапка по предлагачот, значи го опишува тоа и го бара. Ние сме приморани и по деловник да ја почитуваме барањето на предлагачот. Но што треба да бараме? Токму тоа што вие го рековте, значи ние се обидуваме и со пратениците, и со владата, и со министрите да им укажеме дека не е добро да има скратени постапки заради X милион мал причини. Една од причините е транспарентноста, правната сигурност, информираноста на граѓаните, а од друга страна тоа што ние сакаме како нов состав во собранието и ново раководство, навистина многу ми е битно да имаме повеќе јавни расправи. А тие би можеле да се случат само ако во собранието имаме време да се разгледаат законите, да ја вклучиме јавноста, експертите, заинтересираните страни за да се дебатира по секој закон кој ќе се носи. Од друга страна, што правиме ние тоа да се овозможи, кажуваме дека не се добива многу денови со скратеноста. Значи, со тоа што закажуваме многу често седници и имаме јасна предвидливост кога ќе има седници, веќе знаат секој месец на почетокот, на средина, кон крајот, една или две, како се доаѓаат законите, веднаш ги ставаме на седници, дали е поредовна или скратена, се случува понекогаш и со скратена да трае подолго од редовна, замислете. Затоа им објаснуваме на министрите и на владата дека не е добро да ги праќаат законите по скратена постапка. За волја на вистината треба да имаме малку разбирање околу овие скратени постапки во однос на овој дел, почетокот, заради новиот закон за работата на управата на владата. Многу од овие закони кои дојдоа во ова време беа усогласување на имиња на институциите. И затоа мислам дека и да имавме јавна расправа, не знам што, работата беше да се смени името на Министерството за енергетика. Да. Немаше да се вика за економија, енергетика или така натаму. Да. Значи, се надеваме дека во иднина и владата и од овде ја користам приликата на сите предлагачи кои сакаат да предложат закон, ги молам да ги предложат законите во редовна постапка. Ние тоа сме го правеле и во координација, представникот на владата кој ни доаѓа, неколку пати сме го кажувале, тоа може да се утврди по записникот што го водиме во координација, неколку пати тоа прашање сме го. И многу сум среќен затоа што во последната седница на владата имало неколку закони кои во нивната комисија требало да се испратат до собранието, биле поскратена
и им било укажано да ги вратат и да ги поднесат по редовна поставка. Значи, има ефект, ќе има подобрување во тоа ќе го следиме. Најмногу јас сум заинтересиран за тоа, но мислам дека и јавноста и вие новинарите треба да не држите за збор и повремено да направиме евалуација до кај сме со постигнување на таа цел. Председателе, изразивте задоволство што на последната седница биле прифатени дел од вашите сугестии да некои закони бидат предложени по редовна постапка. Но каква е вашата соработка со премиерот Мицковски и со председателката Гордана Силјановска? Дали взаемно се информирате, дали имате координација во однос на прашања кои што се од национален интерес? Можам да искажам благодарност за соработката што имаме институционална помеѓу трите најважни функции во државата, председател на државата, премиер, председател на владата и на собранието. Имаме коректни, многу добри односи. Секогаш кога е потребно комуницираме, се координираме и досега можам да се пофалам дека не сме имале никаква забелешка или некој проблем во нашата комуникација. Досега е комуникацијата и соработката одлична. Јас ќе се трудам и понатаму како еден од трите најважни функции во државата да дадам максимален допринос да искажеме одговорност за оваа важна функција. Граѓаните не верувале, ние мораме таа доверба да ја потврдиме, да излеземе на пресрет на таа доверба. Сепак треба, ова е највисокиот врв на државата и треба да сме одговорни кон оваа функција. Досега мислам дека релацијата е одлична, институционална и лична и мислам дека и понатаму ќе продолжи така затоа што не гледам никаква причина да биде поинаку. Во однос на уставните измени, ова прашање постојано се повторува, вие постојано кажувате дека собранието е подготвено кога ќе има политички договор да се започне овој процес. Имаше секакви информации, дали може до крајот на годината да се отвори, односно да започне некаква собраниска процедура. Гледаме дека денови има интензивни разговори, владата постојано го повторува својот став дека прифаќа уставни измени, но дека мора да се гледа крајот на тие разговори. Дали имате понови информации? Дали може да очекуваме до крајот на декември да започне овој процес? Вие сте како председател на собрание и по функција председател на комисијата за уставни прашања. Да, ова прашање има две компоненти, едната е процедуралната и втората е политичката волја. Што се однесува до првата, собранието заедно со службите, со комисијата е подготвена во секое време кога ќе имаме предлог за уставни промени да ги ставиме на дневен ред, да почне процедурата и да заврши како што е предвидено со устав и со деловник. Вториот дел што се однесува до политичката волја, тоа е прашање за политичките актери повеќе, лидери на политички партии, на мнозинството или на 2/3 од пратениците кои треба да ги усвојат и уставни измени и за тоа не сум предпоставен да одговорам. Дали ова значи дека до декември не можеме да очекуваме започнување на овој процес? И можеме и не можеме да кажеме. Значи, ако нешто не зависи од нас, не можеме да тврдиме дека ќе има или не. Кога ќе има, јас ќе се надевам ќе бидам известен и веднаш ќе ја започнеме процедурата. Да. Во однос на коалицирањето, коалицијата вреди со ВМРО-ДПМНЕ и со ЗНАМ. На ниво на коалиции како се одвиваат сега овие односи? Имаше одредени проблеми во комуникацијата или одредени несогласувања меѓу ЗНАМ и вреди? Дали е сега тоа надминато? Во јавност и во медиумите се има впечаток дека односите се малку, како да кажам, подобрени, но вие доаѓате од алтернатива, која што дел од вреди. Како може да ги коментирате односите внатре во коалицијата?
владината коалиција, мислам. Прво, навистина, откако не сум председател на Алтернатива, јас продолжувам да бидам член на таа партија и се представувам политички, ги представувам тие ставови. Во делот на мојата работа како председател на собрание, навистина сум заложен и посветен максимално во функцијата, во извршување на функцијата председател на собрание. Може нормално се информирам, слушам, гледам како и сите граѓани што се случува. По тоа што го имам од интерните информации од моите сопартици или во коалицијата ВЛЕН, гледам дека коалицијата е многу стабилна. Работи на партнерски однос, конструктивно, на одредени цели кои веќе беа договорени кога се правеше коалицијата. Значи, коалицијата траеше или делот на програмските определби, по тој дел ја не бев уште председател на собрание, работев на тој дел, долго сме разговарали за секоја точка од програмата. И мислам дека сме договорени за главните начала како ќе се движи државата и затоа мислам дека односот е многу коректен. Навистина можам да искажам навистина голема благодарност што релациите се коректни, има многу добри односи во коалицијата, по тоа што јас го гледам. И мислам дека иако се обидуваат другите политички актери тоа или понекогаш јавноста или новинарите да го прикажат поинаку, мислам дека сепак и бројот на пратениците, мнозинството од 78 пратеници само по себе кажува дека мнозинството е стабилно. Мислам дека е многу битно на граѓаните да им дадеме една правна и политичка сигурност која порано не сме ја имале. Граѓаните очекуваат ние да им ги подобриме животните услови, животниот стандард, економијата. И тоа се прави само во една стабилна и безбедностна и политичка ситуација. И мислам дека оваа влада и оваа коалиција тоа го искажува со своето делување и мислам дека како ќе тече времето, граѓаните ќе гледаат дека ние сме заложени да имплементирање на нашата програма, а главната цел е да го подобриме животниот стандард и животот на сите граѓани. Како ќе доаѓа, како ќе поминува времето и како ќе се наближуваат локалните избори следната година, така се очекува да се интензивира ривалството помеѓу Вреди и Дуи, кое што и сега е, да речем, интензивно, ако можам така да се изразам. Очекувате ли напади? Има постојани напади кон вашите функционери, дека не сте го направиле тоа што сте ветиле, дека сте дозволиле одреден број места, сте отстапиле на коалицијата. Што очекувате во иднина? Каков одговор вие како член на Вреди би им дале на сите тие напади? Прво, јас мислам дека нормално е, политичката битка ќе продолжи. Не треба да имаме илузии дека партиите кои се во опозиција ќе престанат да зборуваат или нема да ја критикуваат власта. Тоа секогаш ќе се случува. Граѓаните се тие кои ќе ценат на крај што работи власта и што прави опозицијата и дали критиките се на место. И мислам дека имаме високо, како да кажам, висока едукација, политичка едукација на граѓаните. Значи, нашите граѓани се многу политизирани. Можеби повеќе од колку што треба. И затоа се што ќе кажете како власт, како опозиција, како пратени, секоја критика дали држи вода или не држи вода, граѓаните тоа го ценат. И затоа мислам дека особено ова го зборам за нашата коалиција како мнозинство, мислам дека порано се правеше една грешка да власта, опозицијата се бави со власта, што е нивна работа, ама и премногу време се трошеше на власта да се бави со опозицијата. Мислам дека тоа е погрешен пристап. Власта има добиено доверба од граѓаните да ја имплементираат програмата. Добро, но на тој начин се создаваат и тие пиар стратегии.
и маркетинг стратегија од страна на политичките партии Добре, да си ги покриваат своите. Јас зборувам за тоа како јас ја гледам политиката и јас мислам дека во моментот кога добивате доверба од граѓаните да ја водите државата, во тој момент вие сте обврзани сите граѓани да ги гледате исто, да им служите на сите граѓани исто и да ги имплементирате програмата за која сте барале гласови. Вие треба да работите со имплементација на програмата, а они се бават со вас. Ние не треба да се бавиме со опозицијата. Ние треба да се бавиме со нашата работа, да носиме закони квалитетни, да носиме странски инвестиции, да ги зголемиме платите, пензиите, да носиме нов концепт во образованието, да го подобриме здравството, нови болници, нов клинички центар, нови патишта, автопатишта. Тоа е нашата работа. Ние треба да градиме, да работиме треба да сноси за нашата работа. За тоа што не е завршено. Како обврска, што ја презал. Или како криминал. Се согласувам со вас, велам, но исто така сметам дека некој треба да сноси одговорност. Да, секако. За тоа што се направило или криминалот. Секако, можеби тоа е главното нешто што во ова време граѓаните го очекуваат. За овие 34 години, ако по нешто најмногу потврламе, тоа е одговорност. Значи, никој до сега, како се менуваше власта, минатите структури не давале одговорност. Немало постапки, процеси кои бише решеле објективно низ судските органи за тој кој направил криминал, без разлика на неговата припадност партиска, политичка, не знам, етничка, да одговара за прекршување на законот. И мислам дека можеби нешто што најбргу треба да го испорачаме ние како држава во моментот, заедно со судската власт нормално, ние да обезбедиме аргументи и факти ако нешто негде е направено, а тоа судските органи да го спроведат. Мораме да му дадеме крај на неодговорноста. Ова мора да заврши. Значи, граѓаните затоа најмногу ја напуштаат државата според мене. Гледаат дека кој на кого му текнува, го крши законот, се корумпира, се криминализира и потоа продолжува да живее во оваа држава како ништо да не се случило. Тоа мора да престане, затоа што имаме многу граѓани кои се достојни граѓани, честни граѓани, работат честно, никогаш не прекршиле закон, а некои други кои се богатат на врз нивниот грб се криминализираат, корумпираат и никогаш не одговараат. Ако ова правда не ја донесеме, верувајте дека сето друго ќе биде безпредметно. Господин Јагаши, многу ви благодарам за ова интервју. Имавме уште многу прашања за кои што не разговаравме. Глувата соба, која што исто така е еден капитален проект и која што е единствена во земјата, и многу други прашања, меѓутоа во корист на времето, мислам дека оставаме за некој следен пат. Многу ви благодарам за ова интервју и ви посакувам успешна работа. Благодарам многу.